Црвениот крст на Македонија во соработка со владата на Македонија се на фронталната линија во помошта за да се пребродат овие кризни моменти во нашата земја. Оваа несреќа која што ни се случи во Кочани, гостин ова утро во Македонија на утро е Сузана Тунева-Пауновска, секретарот на Црвениот крст на Македонија. Ја прашуваме колку средства се собрани, што вели пресекот и како ќе се распределуваат овие средства. Значи, како што веќе јавноста знае, во саботата беше последниот пресек. Собрани се околу 52 милиони денари или 52 милиони 877 илјади денари. Тоа се средства кои што ние ги имаме собрано преку сметката на Фондот на солидарност, онлайн донациите и телефонските донации на бројот 143 400. Исто така имаме во текот на наредните 5 дена до 7 најави кои што треба да стигнат уплати од страна на корпоративниот сектор, локалните самоуправи и секако има најави на донации од странство. Веќе во петокот ги започнавме сите активности во она што значи подготовка за да овие средства се префрлат на трансакцијските сметки на семејствата кои што ги изгубија своите најмили. Тука влегува и возачот на брзата помош и исто така на оние кои што се повредени се лекуваат во болниците во Македонија и надвор. Сакам да истакнам дека целиот тој процес не е толку, прво треба да сме благодарни на сите донации, на луѓето кои што свесно реагираат за да помогнат. Сето ова не значи дека ќе им ги намали траумите на луѓето, меѓутоа е порака дека не се сами. Тоа значи дека за 9 дена, денеска е 9тиот ден од несреќата, се собрани овие средства и очекуваме веќе до петок сите овие средства во прва фаза по 150.000 денари да легнат на трансакцијските сметки. Сакам да ја искористам можноста денес тука да истакнам дека треба да се знае дека законите во оваа држава мора да се почитуваат. Тоа што ни се случи во Кочани беше непочитување на законите, а ние како Црвен крст сметаме дека граѓаните мора малку да бидат трпеливи и оној закон за заштита на лични податоци мора да го почитуваме. Тоа значи дека секое семејство мора да се согласи неговата трансакцијска сметка и личната карта со нивна изјава или со член на семејството дека Црвениот крст може тие податоци да ги користи за трансфер на средства. Во спротивно тоа е казниво согласно законот за заштита на личните податоци. Така да на овој начин сакам да им кажам на сите дека ние воопшто не сме организација која што тие средства ги чува или подолго време ќе треба за да ги пренесе на трансакцијските сметки, меѓутоа рековме дека од 16 треба да бидеме поодговорни во делот на почитување законите. Токму заради тоа сите треба да разберат дека тоа ќе се случи многу брзо и мислам дека многу брзо реагираа сите хумани граѓани, сите хумани компании. Пак ќе кажам, тоа е многу малку за се она што ни се случи. Меѓутоа, ако ја научиме лекцијата, да се надеваме дека идните генерации ќе бидат посреќни. Нема да се повтори. Добро, Сузана, повеќе пати сме зборувале дека ние сме хуман народ, дека ние сме народ кој што се чувствува, сака да помогне. Овој пат ги надминавме границите. Каде и до кога ќе може да се собираат средства? Иако кажавме дека тоа се средства кои што и народот не ги дава за да се ублажи болката, таа болка не може да се ублажи никако, но не се сами. Да, тоа е таа порака, дека не се сами, дека сите сочувствуваме со сето тоа. Мислам дека во наредните 10 дена ќе трае акцијата, ќе видиме како ќе течат тие донации. Меѓутоа, она што пред малку го говоревме, јас на вистина сакам исто така да искористам денес можноста да им се заблагодарам на нашите волонтери. Како што рековме, луѓето кои што несебично овие 9 дена работат на терен и она што на вистина на денот кога се простувавме од младите животи, повеќе од 160 волонтери беа на терен со семејствата и сакам на вистина да им се заблагодарам на тие луѓе кои што несебично секој ден се во Кочани, во Штип, во Видница, во Облешево и тоа е една голема благодарност до нив. Ги споменавте волонтерите, би сакала еден сегмент кој што е дел веројатно и од вашата работа. Ваков предизвик досега никој од нас не имал ни можност, ни прилика ниту да слушне, а сме во ситуација да го преживуваме. Психолошката травма е кај секој од нас и веројатно подолго временски период ќе биде тука присутна. Ќе му треба веројатно време на населението да ја преброди. Како
вашите волонтери кои што и се уште се на терен и беа во првата линија на терен, вие претпоставам дека во Црвениот крст сте организирани во делот на психолошката поддршка. Да. Знаете како, значи, точно е дека најмногу им треба психолошка поддршка на луѓето кои што директно се засегнати од сето тоа што се случи, тоа се семејствата, потоа сите оние кои што биле пријатели, другарчиња, соученици со тие кои што загинаа. Меѓутоа тука влегуваат и малце се проширува кругот. Тука се и пожарникарите, припадниците на Министерството за внатрешни работи, па потоа да кажам и нашите волонтери, кои што целата таа енергија што се собира од терен мора на некој начин да луѓето ја исфрлат од себе за да може да функционираат како што треба. Да ги споменеме тука и медицинските лица кои што директно се инволвирани во справувањето со оно што им се случи на повредените и на жртви. Всушност се работи за веќе од петокот сме на терен со повеќе од 60 на психолози во соработка со Комората за психолози и Министерството за образование. Веќе во петокот, саботата, неделата, денес се работи во групи со децата во училиштата, потоа работиме исто така со семејствата. Се отворени повеќе психолошки советувалишта во градовите Проби, Штип, Виница, Облешево и Кочани. Сето тоа се случува во училиштата и во просториите на Црвениот крст во општинските организации Штип, Виница и Кочани. И секако функционираат се уште и со еслиниите. Ние и денеска сме на терен. Денеска е 9-тиот ден од смртта на 59 млади животи. Заради тоа што денеска повторно целиот град ќе биде на гробиштата во Кочани, каде што ќе се одаде почит, нели, согласно сите тие, да кажам, верски обреди. Така да денеска повторно 7 тимови на Црвениот крст се со семејствата, да не бидат сами и да се даде комплетна поддршка. Сите оние првични резултати од психосоцијалната и првата психолошка помош го уведе дека на луѓето ќе им треба време. Значи, ние очекуваме дека ќе треба подолго време, може би во наредните 6 месеци, поефективно да работиме со сите овие целни групи и сите заедно на некој начин да си помогнеме. Како што кажа, рековме дека ова е трагедија која што беше многу близко до нас. И предходно во оваа држава се случувале многу, да кажам, природни катастрофи, несреќи, мигрантски кризи и слично. Меѓутоа, 59 млади животи на вистина не погоди сите нас и на вистина сметам дека сите заедно треба да направиме луѓето да можат на некој начин да се справат со болката. Ние не можеме да ги вратиме младите животи, ама можеме да ја научиме лекцијата. Споменавме дека се собираат средствата, службата на владата за општи заеднички работи излезе со конкретни насоки како тоа ќе се случува, па да ја слушнеме изјавата на директорот на СОЗР Ивица Томовски. Ние како влада, односно служба за општи заеднички работи, објавивме еден телефонски број кој што впрочем е мој службен телефон кој што ќе стои 24 часа на достапен и на располагање на оние лица кои што имаат сопствени деца кои што се на лекување надвор од државата и она што како влада и држава го имаме обезбедено се на почетокот 30 милиони денари за нивно сместување, исхрана и комплетна логистика надвор од државата. Можам да потенцирам дека во овој момент се сместени 180 лица од овие засегнати семејства. Постојано сме во непосреден контакт со истите, контактираме, договараме, прашуваме дали нешто им треба. Оние средства кои што дел од граѓаните, фирмите, здруженијата ги донираат, ќе префрлиме дел од тие средства на овие лица да имаат за непосредни трошоци таму каде што се. Сите амбасади преку Министерството за надворешни работи и преку министерот ни се практично логистика на терен каде што се овие семејства сместени и не само со нив, и со Министерство за одбрана, со ЦУК, со Министерство за здравство. Мислам дека соработуваме со сите институции и сме доста координирани. 070 270 370 е телефонскиот број кој што е достапен и стоиме на располагање за се што треба. Го слушнавме директорот на службата за општи и заеднички работи, насоките за средствата за жртвите во Кочани. Ивица Томовски беше тоа, директорот на СОЗР. Се враќаме ние во студиото. Да, објаснивте и на самиот почеток во делот на заштита на личните податоци. Се чини дека најмногу се негодува, можеби од незнаење. Ќе ве молам ако може во детали да ни се објасни која е процедурата, како Црвениот крст ги распределува средствата.
Значи, вкупната сума на пари е транспарентно објавена. Секој ден пресекот се прави 2 пати во денот. И тоа ние го објавуваме. Во првиот дел од денот оди со соопштение, а во вториот дел од денот оди на нашата веб страна. Овие 52 милиони денари кои што се собрани до сега, значи ќе се поделат во 2 или 3 фази, зависи од тоа како ќе следуваат нови приливи на сметката на Фондот на солидарност. Очекуваме во наредните 10 дена акцијата да трае и ќе видиме како се зголемува или се намалува тој прилив, така ќе се дистрибуираат парите. Првата фаза рековме дека се 150.000 денари на сите. Значи Црвениот крст се води од оние 7 основни принципи каде што едниот од нив е непристрасност. Тоа значи дека сите семејства за нас се исти. Болката на луѓето не е иста, меѓутоа генерално земено ние не можеме да ги поделиме во прва фаза, сите ќе добијат подеднакво по 150.000 денари. Тука станува збор за негде приближно 236 семејства, денеска ќе ја прецизираме бројката, и тие веќе во текот на утрешниот ден среда полика како се собираат трансакцијските сметки, така ќе бидат префрлени парите директно на семејствата. Потоа веќе во следната фаза ќе се добие колку средства остануваат и како иде приливот на истата. Повторно ќе имаме дистрибуција на средства. Сакам да кажам дека во целиот овој процес мора да се почитува Законот за заштита на личните податоци. Тоа значи дека секој од нас треба да дозволи нашите лични податоци, тоа е личната карта и трансакцијската сметка, да се користи за трансакции. Заради тоа што свесни сме дека има големи злоупотреби. Ние не можеме јавно да ги објавуваме овие податоци. Јас лично не би сакала моите податоци да бидат на Google или на некоја платформа, заради тоа што не сите луѓе се исти и не сите луѓе сметаат дека ова не е момент за некое профитирање. Јас не сакам да верувам во тоа, меѓутоа се надевам дека нема да има злоупотреби. Во Црвениот крст не е таков случај. Значи ние одиме согласно законот. Секое семејство или член на семејство. Како го стварувате тоа? Секој треба да дојде до кај вас или вашите нашите тимови? Да. Значи ние имаме листата, точно знаеме кои се луѓето и од кој град. Така да преку општинските организации на Црвен крст ние остваруваме контакти и луѓето се во контакт со нас. Нашите тимови одат таму, некои од нив сакаат и да дојдат во Црвен крст за да можат и да поразговараат. Ги оставаат копиите од нивните трансакцијски сметки или ги праќаат нели електронски, скенирано и секако ја потпишуваат изјавата. Сето тоа говори дека ние сме една сериозна држава, говори дека сме сериозна организација која што ќе ги заштити луѓето и ќе ги заштити нивните лични податоци. Се спротивно тоа е кривично дело и не треба да се прави. Едно од прашањата кое што овие денови во денови на тага и на ќе кажеме денови кои што сериозно не погодија сите, едно од прашањата беше дали средствата навремено ќе стигнат на сметките на семејството. Тоа ќе се случи од моментот кога ќе се префрлат, кога банката ќе ги добие трансакцијските сметки, во рок од 1 час парите ќе легнат на сметките на семејствата. Значи тука нема никаков проблем. Тоа е исто како трансакции што секојдневно се прават. Само подготовките се тие кои што треба малце посериозно да се направат, а тоа значи пречистен список, име и презиме, трансакцијска сметка, број на лична карта, матичен број, оди во банката тоа за 1 час ќе го направи. И луѓето веќе ќе може да ги користат парите. Меѓутоа, на тој начин ќе бидеме сигурни дека тоа се вистинските трансакцијски сметки, тоа се вистинските луѓе кои што треба да ја добијат таа помош. Колку е транспарентна постапката? Транспарентна е максимално. Значи, со оглед на тоа што точно секој ден кажуваме колку се собрани пари, ние веќе ќе излеземе, денес ќе имаме пресконференција, ќе излеземе точно со информации како тоа ќе оди. Потоа во исто така секој ден продолжуваме да информираме колку средства се одлејани од таа сметка кон семејствата, колку средства остануваат на таа сметка и како понатаму ќе оди. Значи Црвениот крст не прв пат го прави ова. Значи и во време на поплавите во Стајковци беше исто, претходните, да кажам, пожарите кога беа во Источна Македонија. Значи тоа е систем кој што постои. Нормално, оваа трагедија не погоди сите, многу сме нестрпливи и тоа е во ред, ние го разбираме тоа. И како Црвен крст ќе ги издржиме сите тие притисоци, меѓутоа ќе ја завршиме работата така како што треба. Јас мислам дека не толку сме нетрпеливи колку што немаме верба. Чинам дека тоа е може да е тоа главниот момент кај секој од нас општеството, Стане Срке што се случи.
загубени 59 животи, повредени повеќе од 180. Луѓето страдаат, гневни се, лути, нормално, сето тоа е многу нормално. И затоа реков, ние ќе го издржиме тој притисок, меѓутоа ќе завршиме работата така како што треба. А довербата, знаете како, во моментите кога сме тажни, кога сето ова се случува нормално, довербата да ја нема. Меѓутоа верувајте, ако ние сакаме да живееме во оваа држава и сакаме да ја градиме државата за идните генерации, ние мораме сите во својот домен да работат така како што треба и да ги почитуваат законите. Само така повторно довербата ќе ја вратиме. Без доверба не може да се функционира нормално во еден систем. Во контекст на ова има само една сметка, онаа сметка која што постои на Црвениот крст, нема сега паралелен систем по кој што нели владата ќе собира средства, туку оставено е се на организацијата која што треба да го прави тоа е Црвениот крст, во која што мора да имаме апсолутна доверба за она што го правиме и за она што го прави пред се Црвениот крст. Така е. Ви благодарам, навистина сакам да кажам дека начинот на кој што постапивме, таа сметка на Фонд на солидарност постои многу долги години, уште е отворена од времето на катастрофалниот земјотрес, меѓутоа на поинаков начин функционирал тој Фонд на солидарност и нели се менува согласно сите промени во системот и во заедницата и добро е што владата овој пат одлучи да имаме една сметка, многу е потранспарентно, сите знаеме каде одат парите, не се поделени на различни сметки како што во некои други кризи сме имале такви, да кажам, случаи. Овој пат имаме една сметка, точно знаеме што како заеднички ќе го правиме тоа, бидејќи Црвениот крст, ние сме невладина организација, некако невладина, меѓутоа не формирала владата. Ние сме организација која што е советник на владата, има улога на помагател на владата, без разлика која политичка партија седи во владата, ние работиме со тие кои што народот ги избра. Политиката е едно, животот е друго. Така. Ви благодариме Сузана Тунева-Поморска за гостувањето утро во Македонија. Утро се надеваме дека расветливме многу моменти од тоа како ќе оди прераспределбата на средствата и како Црвениот крст функционираше во овие тешки денови за Македонија и за нашиот народ. И ќе продолжи да функционира. Да, продолжуваме денеска, веќе новите тимови се на терен, психолозите ќе работат многу и јас искрено се надевам дека ќе биде тешко, меѓутоа мора да издржиме. Само заедно. Така. Само заедно.